Најпрвин да се извинам оти денеска наместо кафе ќе се наголтаме пршина. Денес требаше да уживаме во услугите на Радисон ли беше, Резидор ли беше, или премиере Груевски, кој бренд хотел е ова? Оваа локација е типичен пример за се она што е краси власта на Груевски во изминатите 4 години. Континуирано лажење на граѓаните на Република Македонија, лопатите на премиерот Груевски создаваат дупки, типичен пример за странски инвестиции, потеркот на магистарската на Груевски. Партизирано судство, јавно обвинителство во стечај, корумпирани тендери, фамилиарни договори, шпекулативен капитал, окупација на државното градежно земјиште. Пред 2 години на ова место Никола Груевски истакна, цитирам: "Денес се демантираат и изречените обвинувања од една политичка партија дека за целиот проект стои фантомска фирма. Денешниот настан е едно камче во мозаикот, странски инвестиции што и се случуваат на Македонија и уште една потврда дека странскиот капитал ја согледал подобрената бизнис клима." Пред точно 2 години на ова исто место Миле го дополни премиерот. Денес ги расветлуваме и намерите на поединци, злонамерници, кои се обидоа да фрлат сенка на успехот и тесно градо да го спречат инвестирањето во Македонија. Денес, за жал, констатираме, најмалку е битно што не се напивме денеска кафе. Нема хотел, нема никакви градежни активности. Македонија претрпе срам во светскиот печат. Оштетен е буџетот на Република Македонија. Македонија, заради пазарењето на оваа локација, не влезе во НАТО. Во изминатите 2 години Социјалдемократскиот сојуз понуди куп докази. Институциите ги игнорираја. Дали денес ќе им проработи свеста и совеста? Ако имаат грам морал, јас се надевам да. За жал, раскрачунувањето на државното градежно земјиште продолжува и денес. Со игнорантскиот однос и непревземањето ништо од страна на судските инстанции и јавното обвинителство. Само во последните 2 месеци оттуѓени се илјадници квадратни метри земјиште во Република Македонија на наводни јавни повици, во кои што се надпреваруваат секогаш само 2 фирми, од кои едната на таткото, а другата на синот. На крај, да подсетам, пред 2 години овде започна да се гради и трговски центар. И таму Никола и Миле фрлија лопата. И тој требаше да биде завршен за 2 години. И него требаше да го изведува иста компанија. И него денес го нема. Затоа денес предлагаме, согласно тендерските правила, да се одземе земјиштето и објави ново, ама реално, јавно наддавање. Согласно тендерските правила, да се активира банкарската гаранција од 1 милион евра и парите веднаш да се пресвалат во здравството во Република Македонија. Јавниот обвинител да покрене случај за измама против фирмата која го доби земјиштето. И јавниот обвинител да ја пресмета штетата што е направена на државата, иако е поголема од 5 евра, да ги превземе истите мерки и активности што досега ги има превземено кон други граѓани на Република Македонија.